Сега продолжуваме со нешто што стана традиција за утринската програма, започнува ден, а кога велам традиција се однесува на вклучувањето наше во хуманитарните активности. Последно нешто што направивме е вклучувањето во кампањата Шанса за живот. Многу пати досега зборувавме за оваа кампања, имавме гостувања, ги посетивме и ние вработените на клиниката за детски болести, а денеска ви подготвивме еден прилог кој што зборува за новите апарати кои што се донирани на клиниката за интензивна нега. Ајде да го погледнеме прилогот кој што го подготви колегата Гоце Андреевски со првиот човек на клиниката за детски болести, директорката. Во тек е кампањата Шанса за живот наменета за новороденчињата на одделот за интензивна при детската клиника, која ја поддржуваат многу познати личности од сите сфери на јавниот живот. Според директорката на клиниката Софијанова, дел од компаниите во Македонија постојано ја покажуваат својата општествена одговорност. Голема благодарност за вашата утринска емисија и верувам дека направивте навистина многу во подигањето на свесноста за оваа кампања која е препознаена веќе мислам низ целата држава. Имено начинот на кој што ја започнавме нашата дружба, да кажам, беше многу интересна, бидејќи почнавме со не донирање на конкретен апарат, туку со реставрирање, реконструирање, доправање на апаратите кои што беа навистина во одминување, на кои им требаше само мало поправување, па за да навистина функционираат уште подобро, да не речам од она што биле. Како засега се покажуваат хуманите луѓе, организациите, компаниите, на кој начин ја покажуваат својата општествена одговорност и дали истите се вклучени, имаат желба, мотив и секако љубов да инвестираат, односно да придонесат. И за тоа морам да ви кажам дека сум многу пријатно изненадена, имено тоа што го гледат дека се случува и еве искажувањето на вистината пред вас е она кој што ги мотивира тие да продолжат и понатаму со нашата соработка. Имено само со искрен и отворен однос и со искрен и отворен пристап и кога ќе го видат резултатот дека постои, дека навистина ние тоа го правиме и има резултат, значи постојат поправени инфузиони пумпи кои значат живот, постојат поправени инфузиони апарати, инкубатори, респиратори или машини за дишење кои укажуваат дека нешто се прави. Што е инвестирано во рамките на оваа клиника како резултат на истата оваа акција, меѓутоа ете и надвор од акцијата во изминатиот временски период, особено на што сте фокусирани? На ургентниот центар и на интензивната единица. Значи, оно што треба да биде приоритет на универзитетска клиника во светот и кај нас, се неколку клучни сегменти кои треба да го опфатат детето во навистина најтешкиот период. Тоа е, значи, кога навистина се во одбројувачки минути, значи минути кои можат да значат, како што и едно време имавме една кампања нели за правење на ургентниот центар, а тоа се 5 4 3 2 1, значи минути кои се клучни за детето и кои значат секога ќе стигна до ургентниот центар, значи тоа е она кое што и ние го направивме како да кажаме да и нов оддел на клиниката. Одите често надвор во напукана на ваши колеги, директори на клиники за детски болести низ Европа и во други земји пошироко. Кое е искуството што го носите од таму и пошто истите тие клиники се разликуваат од нашата овде во Скопје? Што и недостасува на клиниката за детски болести? Најспецифичното, најтешкото прашање за одговарање. Јас навистина патувам доста. Имено во делот на организацијата треба уште малку да поработиме. Значи организација во смисла на еден став кој што значи служба која што пристапот внатре во клиниката ќе го има строго службено. Значи влезот во клиниката ми треба да го докомплетирам, значи едно обезбедување кој ќе води строго евиденција кој влегува, кој излегува. Тука малку ни е тој дел, да кажам, слаба точка. Хигиената во клиниката. Тоа не е дека не постои, меѓутоа сакам да организирам посебна служба за тоа која ќе работи 24 часа, како што тоа впрочем го гледам во светските центри. Од X причини тоа се уште е, да кажам, се уште на едно ниво кое е далеко тоа да е подценувачки, меѓутоа мислам дека можеме уште подобро да работиме на тој дел. Утринската емисија почнува ден од самиот почеток ја поддржува кампањата и како резултат на истата од неодамна се ставени во функција неколку нови апарати на одделението за интензивна нега на клиниката за детски болести.